А сега во нашето студио повторно си имаме ова утро гостинка со мојата колешка Ирена. Ке разговара со Ирена Лозана, инаку организатор на инклузивниот настан Сите на планина, планинарска прошетка на лица со попреченост и нивните придружници. Добро утро и добро ни дојдовте и морам да ви кажам браво и одлична идеја. Добро утро и добро ве најдов. Секако, Иренче, повелете со разговор. Благодарам, Слободанка. Еве, ја најави мојата колешка, значи две Ирени ки си разговараат во следниве 20 на минути. Ирена Лозана, организатор на инклузивниот настан, како што кажа и Слободанка, Сите на планина. Планинарска една прошетка на лица со попреченост и нивните придружници. Навистина одлична идеја, одлична акција. Сето ова ќе се случува на 17 мај од 10 до 13 часот во парк Шумата во општина Газибаба. Така. Ирена, добро утро. Еве и официјално добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. За каков настан станува збор? Кој се може да учествува? До кога трае пријавувањето? И кои се придобивките и која е целта на овој настан? Така. Значи, ова е еден од првите настани кои што го организира Комисијата за лица со попреченост во рамки на Федерацијата на планинарски друштва на Македонија. Значи, настанот е за прв пат и еден настан кој што треба едноставно само да го представи, да речем, да ја представи оваа комисија и да отвори една нова идеја за лицата со попреченост, посебно, но и за сите други, дека треба да излеземе во природа и треба да одиме на планина. Така е. Овој настан, значи, ќе се одржува во сабота на 17 и почнуваме во 10 часот. Од каде точно? За сите оние кои што сакаат да ви се придружат? Може да се придружи кој сака, значи лица со попреченост, со типичен, со нетипичен развој, секако ни требаат многу волонтери кои што ќе дојдат и ќе бидат свесно тука да дадат поддршка. Значи, на самата лединка ќе биде почетокот, затоа што така е, да речам, направена прилично инклузивно самата парк Шума, Откако ќе се запознаеме што точно, кои сме, како сме, ќе тргнеме, значи, по трим стазата, која што е, да речем, од горната страна. Тука ќе биде прошетката, едноставно, може би ние не сме во планина, но чувството дека сме во шумаве ќе ни го даде. Чувство како да сте во планина, нели, да речем, не е толку тешка оваа стаза, но за некој кој што може би никогаш немал искуство да пешачи и така натаму, може и да биде предизвик. Секако, нели, и самите попречености си имаат своји ограничувања, но идејата е колку толку да го видиме целиот процес, нели, како тргаме. На самиот настан ќе имаме, значи, планинарски водичи, ќе имаме планинари кои што, нели, секоја недела одат на нашите убави планини и тие ќе бидат тука да дадат поддршка и воедно да се и они самите да се информираат, да видат како е да имаат во својата група лица со попреченост. Така е. Ова е настан инклузивен, значи потребно е сепак учесниците да се пријават, така? И до кога трае пријавувањето, каде да се пријават? Претпоставувам тоа се оние лица со попреченост, може би за нив, за да се знае, нели, дали треба плюс поддршка, дали е, може би ми кажавте дека не е, ама еве да знаат и гледачите за лица со количка, дали може да дојдат на таа стаза или може би оние кои што имаат приспособени инвалидски колички за тоа? Како е организацијата околу тој дел? Оно што јас, да речам, ете го имам напишано на Facebook страната, природата е најинклузивната околина која што може да имаме и за секого има место. Сега, оно што се случува во парк Шумата во врска со лицата со попреченост, например, кои што имаат физичка попреченост, кои што се со колички, нели, се обидуваме да направиме да може комбе да дојде до таму, оние специјални комбиња и да речам на самото место да ги остави. Сега, за да може да поминат на стазата, треба да имаат и некаква адаптирана количка, која што сепак тука има трева. Тревата е ниска, може, доколку нели не е изврнато или нешто да има ефтен кал, сега е тоа нешто кој не можеме да го претпоставиме како точно ќе биде. Но секако, ако не се на стазата, они ќе бидат тука во природа, ќе не пречекаат, има забава. Битно ќе бидат во природна. Најважно од се да бидеме во природа, да бидеме заедно, да се обидеме да направиме нешто ново.
мојата идеја и зошто јас ова го правам, нели, овој настан, затоа што јас сум планинар, јас сум родител на дете со попреченост и работам со лица со попреченост веќе долго време. Лично јас сметав дека овие деца треба да излезат надвор. И овие луѓе треба да излезат надвор во природа, затоа што природата може да им даде многу повеќе од она што го очекуваме, нели, во системот и така натаму. Секако. И одлична идеја имате на вистина. Верувам дека има поддршка и верувам дека има многу лица со попреченост, нивните придружници, па и лица кои што се атипични, кои што би дошле и кои што ќе дојдат да го поддржат секако овој настан, зошто да некако што кажавте и сама, природата е најинклузивното нешто што може да постои. Ирена, би сакала ова ваше гостување покрај тоа што ја најавивме, нели, овој ваш настан, прошетката во природа, сакам да кажеме и да ве представиме пред нашата публика дека вие сте и јога инструктор, ама исто така и зумба инструктор за лица со попреченост, што е на вистина исто така за голем поздрав. Сакаат ли овие лица да се дружат? Сакаат ли да посетуваат јога часови? Сакаат ли да играат, да танцуваат? Мислам дека и во тоа се состои нивниот живот повеќе, нели, околу танцот, песната, играта? Дефинитивно сакаат да танцуваат. Скоро сите, мислам, сите сакаат да танцуваат, сите луѓе на планетава сакаат да танцуваат. Кога вежбаме јога, тоа знае да биде малце попредизвикувачко, затоа што тука треба да се следи ред, треба да се биде трпелив и внимателен, но со доволно време и трпение до сега, таму каде што јас ги држам часовете, имам толку прекрасен успех да секое дете, независно од попреченоста или лице кои што се сами го тераат целиот процес и се зимаат јога мати, вежбаат и сето она што го правиме во суштина, нели, јогата е технологија која што дава, нели, шанса да се врати било кој во некој подобар баланс кон себе. Работиме на тоа да воспоставиме се она што ми е потребно. На некој лице ми е потребно, не знам, подобро да дишат, на некој подобро да бидат исправени, да движат, да се справуваат со своите емоции, како да се справуваат со гнев и така натаму, така да не е она јога кога некој ќе си помисли, че тоа се многу добро насочени вежби да може да им помогнат денеска да се справат со себе, со животот и се што им го носи животот. Да. А каква е ситуацијата со зумбата? Зумбата веќе нема до толку, нели, прецизности. Зумбата е награда, најчесто е награда. Прво вежбаме, па потоа зумба. Па потоа имаме зумба и затоа они се трпеливи и внимателни, затоа што знаат дека на крај ќе танцуваме. Во зумбата, да речам, нема грешки. Секој танцува, ние имаме секако, нели, кореографии, но идејата е да се движиме, да се насмееме, да се развеселиме. Колку ќе успееме, нели, да следиме во кореографија, супер, колку не пак супер, видно добро сме си поминале. Она што е многу важно е дружењето, танцувањето, радоста, затоа што среќата, насмешките кога ги гледате од нивните лица. Секое движење, овие се движења со радост, ја така ги нарекувам. Значи, треба да се движиме со радост, да уживаме во тоа. Така е. Ирена, вие сте исто така работите и со семејства, кои што имаат лица со попреченост, без разлика дали се деца или се малце повозрасни. И како што на лицата им е потребна поддршка, така и на нивните семејства им е потребна поддршка. Каква е вашата работа околу сето ова? Сега веќе во изминативе, да речем, година и пол, каде што активно работам, јас работам на она што увидов дека системски не постои. Интеграција на едно семејство. Бидејќи за родителите никаде во нашиот систем нема едно празно столче каде што може да седнат и да речат да, тука е поддршката за родителот со дете или па со повозрасен со посебни потреби. Некако се очекува од нив, се е вината на нив ставена и е дадено толку многу малку, а треба да се справат со толку многу, така да интеграција е кога, нели, секако потребно е знаење, значи работам со семејствата, во таа структура во која што се, значи секое семејство е различно, со секое семејство посебно се работи, трае неколку месеци таа работа, е поинаква од логопед и дефектолог, затоа што, нели, тоа е, да не речам до сега, она што најчесто го гледаме, секако тие работи остануваат за работа со детето, но засилувањето на родителите, на нивниот капацитет, на тоа како они ќе гледаат, како треба да се справуваат секојдневно со тоа дете, не само да ја гледаат попреченоста
и многу често остануваат родителите и во тага, и во гнев, и во сите оние емоционални, нели, состојби кои што многу нормално и човечко е да бидат кога ќе има дете со попреченост, така да, значи, тоа што јас го правам, се интегрираме. Потребна им е таа поддршка, така поддршката и информации, и знаења, но и на крај структури и системи, техники кои што ќе им помогнат и на родителите и на децата да живеат многу порадосно. Како да ве најдат? Сите заинтересирани? Да ме најдат на Facebook Ирена Лозана или да ви се обратат, бидејќи има семејства кои што можеби и не знаат дека има поддршка ваква за нив, кои што да дознаат дека не се сами, можеби да се формираат или да се вклучат во групи, претпоставам дека имате и групи на родители каде што ќе си даваат поддршка едни со други покрај тоа што и вие професионална поддршка. Значи може слободно да ве побараат на социјалните мрежи, така да на Facebook, на Instagram, така. Ирена Лозана, Ира Лозана. Така. Може да ме најдете. Тука сте секогаш да помогнете и да им се најдете на сите кои што ќе побараат помош од вас. Имате големо искуство околу работата и со семејствата, и со лицата, и со децата со попреченост. Исто така сте и рецензент за еден прирачник за лица со аутизам. Ќе ни кажете малку повеќе околу ова? Да, тоа е значи еден од подобрите, да не речем и најдобрите прирачници. Зашто ги речем? Затоа што ги знам сите што се произведени, да речем, во Македонија. И еден, значи, професорот Владимир Трајковски, што е професор за аутизам на факултетот, он го има искреирано. Едноставно како родител кој што можеби малце повеќе се вклучил во ова општество, ме повика јас да го прочитам, да ги дадам своите коментари. Сметам дека е добар. Што содржи тој прирачник? Тој прирачник ги содржи, да речем, основните информации кои што се многу важни, а не може да се видат на прв поглед во однос на аутизмот и, да речем, сега невродивергентните поинаквости. Затоа што како одиме невродивергентни, нели, се аутистичните, но АДХД-то како состојба исто е во тие, екранизмот кој што сега многу повеќе го гледаме, ги создава тие симптоми, но важно е да го знаеме во прирачникот. Тој прирачник може да се симне бесплатно на македонски, на албански, на англиски јазик, на страната на МНЗ е линкот, значи на професорот. И јас топло ми препорачувам на сите родители кои што дури и да малце помислуваат дека може би има некаква потешкотија, детето не се развива така како што би требало да се развива, убаво е да ја прочитаат, да го прочитаат прирачникот, за да разберат со што можеби би се нели соочиле или можеби што треба да направат сега веднаш за да го избегнат тој момент, екранизмот кој што е сега многу присутен, а можеме да менуваме. АДХД-то исто е состојба за која што можеме да менуваме. Дури аутизмот е состојба во која што ние многу можеме да менуваме. Доколку правилно знаеме како да постапиме. Ама и ако ја приметиме нели во почетна фаза во порана возраст. Сакам да ве прашам, бидејќи имате навистина огромно искуство околу оваа проблематика, поготово кога е аутизмот во прашање, кога најчесто се појавуваат, на која возраст најчесто може да се приметат првите симптоми дека нешто не е како што треба со детенцето, во развојот со детенцето? Сега, например, и во светски рамки и кајнес, може веќе да се реагира побрзо. Да, дури може и во најрана возраст, 8 месеци, 9 месеци, да се увида дека има некакви поинаквости, обстапки. Втората, да речам, граница е каде што обично многу голема разлика се случува околу втората 2,5 години до 3. И веќе тука имаме знаци и една слика. Раниот детски развој од 0 до 6 е еден многу важен период во кој што ако се работи доволно добро, ако се информираат родителите како и времето дома да го користат да биде учење, а не само да се чека одиме на дефектолог и одиме на логопед по 45 минути, после се враќаме дома и повторно сме и во тага и во незнаење и во пливање на сите страни без информации, нели? Го трошиме времето. Да речам, во однос на тоа што можеме ние да направиме за тоа детенце. Така да, важно е да се работи во раниот детски развој, тогаш се создава резилиентноста, тогаш има најголема пластичност на мозокот, со тоа што дури и да не сме направиле ние, да речеме, некаков третман во раниот детски развој, тоа не значи дека ние понатаму не можеме да работиме, можеме секако да работиме.
важно е да се сконцентрираме животните, значи основните животни вештини, да ги воспоставиме. Едно од најважните кои што јас многу често зборувам е емоционалната интелигенција како основна животна вештина. Тие ќе ни дадат база за понатаму и доколку има предизвици, нели она што се очекува во тинеџерските години, каде што многу знае да има промени, доколку се наке позитивно знае пубертетот да турне, еве искуството наше беше така, да бидејќи работевме пубертетот само за неколку недели толку промени, присутност и разбирање и така натаму, но многу често она што го гледам е дека агресијата се зголемува доколку не се работело адекватно. Во тинеџерските години, во тинеџерските се зголемува. Почнувајќи од 9-10 години веќе се гледа да на 13 имаме слика која што нели барем тука 13 па натаму веќе почнуваат и лекови да се даваат и така натаму, но тоа е резултат на тоа што можеби не се работело нити со емоционалната интелигенција и да речем некои аспекти од тоа како можеме да искомуницираме. Не секогаш она што го очекуваме дека вербалниот говор е единствениот начин на комуникација. Треба се тргнеме од тоа дека ако детето можеби нема капацитет, имаме знаковен јазик, имаме сликовит, нели со сликички има начини, само треба да бидеме малце покреативни и да се информираме. Да. Имате, Ирена, и свој подкаст за родители на деца со попреченост. Кои би се овде гости и дали се тоа што го зборуваме сега тука, тоа е, претпоставувам, и главната тема на овие подкасти. Да, тој подкаст е за родители, за посебни родители. Значи не можам да ги одвојам типичните или нетипичните родители, затоа што родител е родител, точно дека не тие што има дете со попреченост имаат навистина многу поголеми предизвици. Да. Но родител е родител и базата на родителството секогаш е во човекот, во тој што е родител. И информациите се тие, секој треба да ги абсорбира тие информации. Го направи во затоа што повторно, нели, целата таа приказна за родителите нема ништо, само осуда има од сите страни и само, нели, стапчето па вие се криви. Така и е, можеби од една страна, но кога немаат поддршка, и тоа е многу реално да се случува, кога родителите не се во ред, тогаш и децата нема да бидат во ред, и затоа и гледаме по училиштата и неадекватно однесување и толку многу поинаквости се ако што се случуваат. Така да тој подкаст е за родителите и за посебните родители. Зборуваме и со логопеди, дефектолози, луѓе кои што можат да бидат поддршка, психолошка поддршка за родителите и работи, нели, како оди подкастот, се надевам дека ќе имаме повеќе капацитет да што она може реално да се направи во текот на денот. Значи да не биде баук дека да можеме вака да го направиме нештото. Ќе зборуваме и за тоа како и да се направи сликовит, на сликовит начин, на структура, како да се справиме со одењето во училиште кога некој не сака да оди во училиште. Да. Така да. Ирена, имате навистина многу позитивна енергија, ама имате и навистина одговорна работа и претпоставувам дека оваа енергија што доаѓа од вас ја пренесувате и на родителите и на лицата со попреченост, бидејќи знам дека поддршката е нешто што му е потребна на секој еден човек и на лице со попреченост, меѓутоа и на семејствата, бидејќи кажавте не е навистина лесно и едноставно да се биде во денешно време родител на типично дете, а камоли на детенце на лице со попреченост. Исто така сте и голем љубител на планината. Имате направено и сега, како да кажам, една лента со сончогледи. Таа лента што асоцира? Тоа беше една акција пред неколку години. Направивме инклузивна лента. Сончогледи кон сонцето се вика уствари. Таа лентичка е во суштина направена за лицата со скриена со попреченост, невидлива попреченост најчесто, значи тоа од аутизмот па може и до дијабет и така натаму, да ја носат за тоа што ако им е потребна поддршка да бидат свесни другите околу дека му е потребна поддршка, затоа што ова се најчесто невидливи попречености. А кај нас тоа што не е видливо е само страшно и е најчесто начекано на осуда или на идејата беше да се направи видливо таму каде што е потребна поддршка. Нас дома лично сам јас тоа нели го дизајнирав и така натаму, имав друга приказна, има други лентички нели во светот кои што исто ја имаат истата функција. Нас прекрасно ни служеше
ја носи се уште моето дете кога оди сам во автобус, да се луѓето свесни таму информација, телефонски број, која е состојбата и така натаму. Така да уште еден обид мој и на уште некои луѓе да направиме нешто да се зголеми инклузивната свесност. Не само инклузијата, туку инклузивната свесност во рамките на нашата држава. Така е. Уште еднаш за крај на разговорот, значи повик на сите луѓе на 17 мај, 10 часот, како кажавте, пред 10 часот, значи во лединката на Гази Баба. Ќе имаме забава, ќе се прошетаме, убаво да си поминеме. Така, од 10 до 13 часот ќе има потоа по прошетката и многу музика, предпоставувам и многу дружење, впрочем за тоа ќе биде и целиот настан. Ирена, ви благодарам за учеството овде во нашата емисија. Се надевам и верувам дека ќе има повторно можност и прилика да бидете наша гостинка